Здраво, другарчиња! Како сте? Јас сум учителката Маја од детската градинка 25 мај. Денес сакам топло сите да ве поздравам и да ви кажам дека денес ќе играме многу интересна игра. Најпрво сакам да ви предложам малку да си поиграме. Што велите да дуваме балон? Може? Спремни сме? Ајде, почнуваме. Земаме силно воздух, го подготвуваме нашиот балон и дуваме. Повторно. И уште еднаш. Другарчиња, нашиот балон е сега веќе голем. Можеш еднаш да дувнеме? Ајде. Уште еднаш. Во себе ќе си броиме 1, 2, 3. А го замисливте балонот во вашата омилена боја? Да! Леле, браво! Сега, ајде да го пуштиме балонот силно и високо да летне. Фиу! Го пуштивме балонот. Сега ќе играме уште една игра, али предходно, пред играта, би сакала да ви раскажам една многу интересна приказна. Почнуваме! Оваа приказна е за едни животни кои што живеат на фармата. Тие животни се прлето, или попознато како магарето, и прасето биле многу добри другари. Еден ден прлето сакало да си ги изброи своите нозе и почнало. 1, 2, 3... И почнало да плаче. Повторно броело. 1, 2, 3. Леле, па јас имам 3 нозе, а сите мои роднини имаат по 4. Како е возможно тоа? Прасето му рекло. Пријателче мое, зошто ти толку си тажен? Па гледај и јас можам да ги избројам моите нозе. 1, 2, 3. Ха-ха, па и јас имам 3 нозе, си рекло прасето. Леле, па ние на вистина имаме 3 нозе. Тогаш во тој момент, покрај прлето, кое што многу било тажно, и прасето, поминувал гусакот, нивниот добар пријател. Добар ден, другарчиња. Како сте? Ха-ха, рекло магарето. Јас многу сум тажен. Имам само 3 нозе. Ау, рекол гусакот. А ти, прасе, зошто плачеш? Па јас плачам зашто јас имам исто така 3 нозе. 1, 2, 3. Гусакот им рекол. А вие, дали знаете да броите? Па да, се разбира. 1, 2, 3. Рекол гусакот. Па вие не знаете да броите? Ха-ха-ха! Мислам дека вие треба да научите да броите до 4. Да. 1, 2, 3, 4. Навистина? Па ние не сакаме да учиме. Ние сакаме само да се играме. Па добро, рекол гусакот. Штом така сакате,
плачете се цел живот и така нема да знаете да броите. Гусакот си заминал, а магарето и прасето одлучиле да размислат. Го ставиле прстот на главата и размислиле. Што да правиме? Тогаш си рекле, па ние најдобро да одиме кај учителот. Погодете кај кого? Отишле кај мисирот учител. Во тој момент мисирот ги ушел своите 10 мисирчиња да бројат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И тогаш дошле магарето и прасето го прашале. Учителу, дали може да не научиш да броиме, рекле прлето и прасето, да не научиш да броиме до 4. Молам, рекол мисирот. Само до 4? А не сакате до 10? Можам и до 10 да ве научам да броите ако сакате. Не, рекол магарето. Може да не научиш само до 4. Ама зошто? Добро, рекло магарето, ајде до 5. И прасето рекло, може до 5. Почнал да ги учи мисирот и 1, 2, 3, 4, 5. Почнало магарето да брои и така почнало да ги брои своите нозе. 1, 2, 3, 4, 5. Рекол мисирот, па ти чија нога ја броиш? Па јас ја изгледа ја бројам и ногата на мојот пријател прасето. Ве молам, дојдете утре ученици, јас многу ќе ве научам, имам уште многу работа за вас. Така, прлето и прасето, како добри другарчиња, научиле да бројат до 5. А утре можеби ќе научат и да бројат до 10. И така, другарчиња, овие пријателчиња си ги избројале своите нозе и заклучиле дека и они имаат 1, 2, 3, 4 нозе. 1, 2, 3, 4 нозе. И сега ние тука имаме една мала игра. Оваа игра ќе можете да играте со вашите мама и тато. Играта е многу интересна, бидејќи на играта имаме бројки кои што вие веќе ги познавате. Ова, мислам дека знаете дека е бројот 1, ова е бројот 2, ова е бројот 3, ова е бројот 4. Така? Браво! А ова е еден број многу убав, кој што ние сите сакаме да го добиеме на нашето раче. Погодувате. Тоа е бројот 5. Така, имаме сега уште еден број овде, тоа е бројот 6. Браво! А ова е многу интересен број. За да погодиме кој е тој број, можеби не го знаете, ќе ги изброиме овие форми што се под тој број. Вие ја познавате оваа форма, која што има 3 остри агли. Погодувате? Ајде да размислете која е таа форма. Таа е која? Таа е триаголник. Браво! И да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоа е бројот 7. Сега, другарчиња, со вашите родители ќе ги изброите формите што се под бројот 8, кој што има две крупчиња едно врз друго и многу е интересен. За бројот 9 ќе ги изброите и за бројот 10. Дома можете со своите мама и тато да изброите јаболки. Да, можете да изброите коцки до бројот 10. Можете да изброите и бомбончиња.
а можете и да изброите и некои предмети кои што се за вас многу интересни. Сега, другарчиња, што научивте вие од нашата приказна? Дали е добро да се знае повеќе или помалку? Размисливте? Да, најдобро е и секогаш е добро да знаеме повеќе. Многу ви благодарам и до видување, до следно видување. Чао!